Odstraneti se грбките на улицата Видоја Смилевски бато, позната како индустријска, кој претходно ги постави локалната самоуправа на барање на жителите во тој дел од градот. Од СВР Тетово велат дека овој потек е направен бидејќи истите не ги исполнувале законските услови, а во следниот период преку проект ќе бидат поставени вакви испакнатини според стандарди, а ќе има и соодветна сообраќајна сигнализација. На 12 овој месец до секторот за внатрешни работи Тетово поднесен е проект за поставување на вештачки испакнатини, така наречени грбки, на улицата Видоја Смилевски бато во Тетово, попозната како индустријска, а што го изготвиле од тетовската локална самоуправа. Неодамна поставените грбки пак по барање на секторот за внатрешни работи Тетово вчера се целосно отстранети, бидејќи не ги исполнувале предвидените законски услови, согласно членот 351 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и правилникот за средства за забавување на сообраќајот. Со проектот кој наскоро ќе ја добие потребната согласност од секторот за внатрешни работи Тетово, на неколку места на оваа улица ќе се постават вакви испакнатини кои ќе бидат заокружени и со соодветни сообраќајни знаци и кои ќе бидат осветлени во вечерните часови. Со поставувањето на грбките ќе се придонесе за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот и посебно на пешаците, дотолку повеќе што на овој потек се наоѓа и училиште во кое се образуваат и најмлади основци. Жителите на околните населби на 25 јануари излегоа на протест, преку кој побараа од надлежните поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот во тој дел, при што упатија неколку барања. Да се постават грбки на улицата, физичко делење на целиот индустријски пат со соодветни пешачки премини и да биде разгледано прашањето за надвозник за училиштето. На оваа улица чести се сообраќајните несреќи. Пресудно за жителите да излезат на протест беше 6-годишното девојче жртва. Минатата година во вкупно 50 сообраќајни незгоди се повредени 14 пешаци и 1 велосипедист.